За една мајка е најважно да се наспие, бидејќи таа кога е наспана нема нешто што не може да направи и за себе и за своето најмило. Памтам, значи дека ти пиша, буквално во паника. Ми даде толку убава насока и толку убав совет, не се плашав да го прифатам. И навистина беше така. Еден ден. Значи, јас дури бев, детето заспа. И вака стоиме, не е можно ова. Ко можевме на некој начин и на бракот да му се посветиме. Дефинитивно. Учејќи го бебенцето да детето да заспие на правилен начин. Не мора честите будења да бидат дел од вашето секојдневие. Причината мора да ја дознаеме за да го најдеме решението, но решение секогаш има. Затоа го направивме овој подкаст. Добре дојдовте во уште една епизода на подкастот Sleep and Grow. Денес зборуваме со Владанка Крстевски, која што е мајка, која верувам дека многу мајки ќе се пронајдете во нејзе. Таа е мајка на едно детенце Жан, но покрај детето има 3 работи. Работи како актерка, многу од вас ја познавате како актерка. Работи како водителка во ТВ Сител, кој не ја знае како актерка, ја знае како водителка, а изгоре на тоа има и приватен бизнис. Денески се зборуваме како мајка со мајка, родител со родител, да си се пожалиме, меѓутоа да си ги кажеме некои тајни кои што еве на нејзе и функционираат и помагаат да работи и да функционира во целиот овој хаос на работа, мајчинство, кариера и во целото брзо време во кое што се наоѓаме. Добар ден, Сања, здраво, пред се ти благодарам што ме повика на овој прекрасен подкаст, бидејќи навистина има што да се каже, особено кога станува збор за спиењето и нашето, но и на нашите најмали, зашто сметам дека тоа е најбитно нешто за да се успее во било кој период од животот. Дефинитивно ти благодарам многу што ја прифати поканата. Предпоставувам ти спиеш, штом си вака активна на сите полиња. Јас сега тука треба да ти кажам благодарам, бидејќи спиам поради доктор Goodnight и мислам дека тоа што се вратив толку брзо на работа после порадувањето е најголема благодарност на доктор Goodnight и на советите кои што ги слушав. Верувам дека за една мајка е најважно да се наспие, бидејќи таа кога е наспана нема нешто што не може да направи и за себе и за своето најмило. Така, јас се сеќавам ти кога ми пиша, од поодамна беше тоа, ми пиша така во една паника, во еден паничен период во кој што не знаеше што да направиш, требаше да се вратиш на работа, Жан не спиеш или како беше ситуацијата, ако можеш да... Јас некако знаев да го менаџирам своето време, бидејќи пред да се роди Жан бев само актерка. Значи, не ги работев сите овие работи што ги работам на сега. Жан ти започна се. Тоа е многу интересно. Значи, јас секогаш велам дека децата не стопираат, туку баш напротив, тие се наш мотор да продолжиме и да создаваме. И мислам дека за мене Жан лично, еве мојот пример е тоа, беше мотивација да работам повеќе, не помалку. И дојде Жан, некако тие првите месеци беа турбулентни, потоа се случија некои промени на професионално ниво, добив понуда да работам во ТВ Сител за време на викенд, ја прифатив и го прекинав трудничкото боледување на само 4 месеци. Нормално се вратив и на работа во театарот, но тоа не беше она активно играње на представите секоја вечер, бидејќи сепак и со мојата бременост и со целиот тој процес јас не учествував во некои од процесите во театарот, но по полнењето, кога Жан веќе направи 8 месеци, требаше да се вратам целосно на сцена. Всушност имавме гостување со една многу важна представа со Звездија, еден прекрасен протест, представата на Нела Витошевиќ, и требаше да играме истата на фестивалот Ристо Шишков во Струмица. Ова не значеше само да се оделам од Жан на неколку сати преку ден или да изиграм некоја детска представа, туку ова значеше дека мене ме нема дома 3 дена. Тоа значи дека јас одам во друг град, едноставно треба да го оставам. Имавме проблем летото, бидејќи Жан заспиваше само со мене. И тоа беше
не знам како тоа се случи, значи детето едноставно цело време сакаше да биде само со мене, значи он беше и на дохрана, не беше тоа поврзано со доењето, туку едноставно го сакаше мојот мирис. Пробував со мајци, нема што не најдов на Google и реков јас морам да побарам стручна помош, бидејќи не сум од оние луѓе кои што се откажува, а особено сметав дека ако јас останам приврзана до него во тие периоди, никогаш нема да се научи да функционира сама, ќе имам и други моменти кога ќе треба да го оставам. Памтам, значи дека ти пиша, буквално во паника. Жан плаче, Филип плаче, јас плачам, сите дома плачеме. Сите тогаш значи, викам, ако ова не ме спаси, значи ништо нема да ме спаси. Ми даде толку убава насока и толку убав совет, не се плашав да го прифатам. Не се плашав, мислам, немаше кај мене дали ова е добро или не. И кога слушаме стручно лице, јас сум таква и по карактер, без разлика за дали станува збор за тренер за спиење или лекар, значи го слушам тој што знае и што има искуство, не ја слушам мојата интуиција, но она што реков дека морам да те послушам, тоа што го кажуваш ти, тоа е тоа. И навистина беше така. Еден ден. Значи, јас дури бев, детето заспа. И вака стоиме, не е можно ова. Значи, едноставно, немаше никаков проблем. 3 дена заминав на фестивалот, Жан, нема побара. Да продолжиме натаму дека тие едноставни совети со правилна имплементација, нормално познавајќи го карактерот на бебенцето, како заспива, рутината што ја има, јас подоцна го навикнав Жан да заспива со било кој. Значи, не со татко му, туку сега спи и со баба му, значи можевме на некој начин и на бракот да му се посветиме. Дефинитивно. Учејќи го бебенцето да детето да заспие на правилен начин, пошто за мене тоа е правилен начин. Така треба. Дефинитивно. Така заспиваме и ние, никој не нишка за да заспиеме. Или не држи за рака цело време да спиеме. Колку порано ги внесеме тие навики, толку полесно и за детето и за родителот. Се согласувам со се што кажа, особено и ова со делот дека и заспива со баба и со дедо. И ја им викам мислам многу често ги им кажувам и на клиентите и на пријателки, не мора да ми се клиенти, оставајте ги кај баба и кај дедо. Тоа е благодет, детето да расте со баба и дедо. Тоа не значи дека сме лоши родители, дека присуството на родителот многу ќе му фали, напротив, колку е битен. Секогаш ќе биде родителот најважна фигура во неговиот живот и така и треба да биде. Ама бабата и дедото се многу имаат огромна улога во растењето на детето. И моите деца, двајцата се израснати со баба и дедо. И денес они одат на одмори со баба и со дедо, 10-15 дена ги носат секоја година на одмор со нив. Тоа е време во кое што мене многу ми фалат, екстремно многу ми фалат. Идеме на викенди да ги видиме, ама е време во кое што и јас и сопругот си се поврзуваме дополнително. Јас за себе имам дополнително време, едноставно продолжува животот и како што ти кажа Преска, убаво е детето, мислам, не можеме нонстоп да го држиме детето до нас. Ние сме мајката, родителот, ние се грижиме за нив, али тоа осамостојување на детето е исклучително важен процес за негово добро. И јас сум сакала и сакам да ми се цело време до мене врзани, особено сега како што растат, се повеќе на еден начин сме се повеќе досадни, што е нормален процес. Ама мораме да ги пуштиме. Тоа што се деца и со самостојувањето мораме да го направиме. Нема ништо побаво тоа кога ќе гледаш како твоите родители или родителите на твојот сопруг ги раснат твоите деца. И за мене тоа е навистина благодет и многу сум благодарна што Жан ја има таа можност да биде покрај бабите и дедовците, но воедно и да не прави проблеми да се чувствуваат родителите на некој начин изнемоштени или да не им е пријатно, а не сакаат да не одбијат, бидејќи сметам дека целата таа рутина за растење и воспитување почнува од спиењето. Бидејќи ако се научи детето да спие, ќе се научи што да јаде и како да живее. Мислам, тоа е моето лично искуство. Јас навистина сум преблагодарна што целата наша комуникација беше толку спонтана, но за мене многу корисна. Зборувам во секој сегмент од животот. Бидејќи Жан кога се научи да спие, потоа некако се научи и да си јаде, научи попладневна дремка кога треба да му е, дури сега
сега доаѓам во момент кај што учителките во градинка ми викаат дека Жан спие по час и половина, 2 часа во текот на денот. Тоа само зборува дека квалитетно расне. Да. Нормално, има денови кога протестира, кога не ќе, ама јас не попуштам. Мислам, се е супер тоа gentle parenting, окей, да. Но според мене некои граници лично мора да има, пошто нели ние сме родителите, ние сме тие кои што треба да кажеме што може, што не може, па ќе видиме како ќе иде натаму. Ќе иде безпрекорно според мене. Мислам за тој gentle parenting толку многу може да се зборува, или ајде да кажам извртената варијанта на gentle parenting, зашто gentle parenting е скроз нешто друго од тоа што денеска многу родители го практикуваат. Не го остава моето дете воопшто да плаче, ја му дозволувам сте. Не е тоа gentle parenting, тоа е попустливо родителство, каде што се му дозволуваш на детето, мора да има граници и мора да се знае кој е родителот. Како за спиењето, така и за јадењето и за се. Кога ќе кажеме не за одредени работи, тоа не е за нивно здравје и колку и да ми е тешко у тој момент, ама на долги стази тоа си раѓа своји плодови. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои зад овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители. Да, дечињата се многу интересни што многу по-добро функционираат на ред и рутина, отколку кога е се безредие и не се знае кој што прави и што. Супер што го кажа тоа, дека и од твое искуство си видела дека тоа ти помогнало, много. Спиењето ти помогнало и во други сфери, затоа што они кога учат да заспиваат сами. Тоа е многу важна вештина за нив како деца, зашто во тој момент учи да се сталожи, да се смири, да ги исклучи сите надворешни елементи што му влијаат на било што, едноставно учи да се смири, да се сталожи и да потоне во сон. Потребен си е, доволен си е сам на себе у тој процес. Во текот на денот тоа го имплементираат и на други моменти. Стануваат, не се толку избувливи веќе, знае како да изреагира во други ситуации, да се справи со најразноразни ситуации. Така што спиењето, вештината на само заспивање буквално е вештина што се учи и што помага на сите сфери. Она што сакам да го кажам е дека не само тоа што Жан научи да спие, а многу е важно тоа што јас научив да спијам, пошто мајката генерално кога е активна, па и кога не е активна, тие некои на почеток и недостасува многу сон и за мене беше тоа поразително, бидејќи јас не спиев, цело време бев анксиозна, имав моменти кои што едноставно не знаеш, страв ти е за бебето, страв ти е за себе, па што сега, што понатаму, што ќе правиш и бараш некаков излез. Мислам дека со рутината, не знам дали е точно, поправиме ако грешам, но како Жан учеше да спие, така и јас научив да спијам и тоа ми помогна за да ги остварам, да постигнам да ги работам работите што сега ги работам и што сега ги правам. Тоа уште еднаш покажува дека квалитетниот сон на нашите деца е квалитетен сон и за родителите. Така е, дефинитивно и научно е докажано дека рутината не само што му помага на детето, помага и на родителот, бидејќи е многу полесно кога ти како родител знаеш кога треба твоето дете да спие, кога ќе си го организираш времето околу неговите дремки. Така што на тој начин полесно функционираш ти, а сонот, придобивките од спиењето се неверојатни и за мајката и за детето, за целата фамилија. Па така и верувам дека и ти функционираш со толку многу обврски во текот на денот. Дали ти се случило некогаш со многу малку сон да треба да глумиш? Да. И како изгледа се особено тоа? Се случува кога Жан има некоја настинка или едноставно јас не сум мирна. Никогаш не му ја менувам рутината на Жан. Значи од моментот кога ми ги даде советите, цело време е истото. Нормално он е поголем, ама например се знае дека се гаси телевизија ако треба да сега заспива веќе на 8:30, 9 часот. Така. Значи нема ниту музика дома, ниту телевизор вклучено од 19 часот или сега летно време сме надвор, ќе се истрча, ќе се умори, доаѓаме дома, обавезно мора да има туш, малку да си
направиме некој разговор во дневната соба и подоцна одиме во спална да читаме книги и тоа е тоа. Јас тоа не му го менувам, но например кога е болен, кога е настинат некој вирусче, јас не спиам, бидејќи се уште има таа мајчинска анксиозност, вака го гледам од озгора, па со топломерот го мерам цело време, што би рекол сопругот, доста не може да му се качи температура на 2 секунди, остави го детето. Ама ми се случило и морам да кажам дека може да функционира човек, ама фокусот и енергијата едноставно не е иста. И се трудам да се наспиам и навистина сметам дека треба да има и некој курс за возрастни. Видите, спиењето е многу со тоа. како да сум знаела. Спиењето е многу важно. Не знаев дека постои хигиена на спиење. Не знаев дека едноставно човек исто како што се грижи за останати работи во животот, треба да се грижи и за тоа. Да, дури поради брзиот начин на живот, работа, мислам се што ни се случува, некако спиењето ни е во последен план. Ние како млади не ги чувствуваме последиците од спиење во моментот. Може некои денови сме понервозни, поуморни, меѓутоа некако учиме да живееме со тој недостаток на сон, но како што поминуваат годините и како тоа ќе го почувствуваме и се осеќа, затоа е важно да си направиме ние здрави навики на спиење уште од сами, ако не можеме да влијаеме на загадувањето на воздухот, барем на здравите навики на спиење колку толку да ни се подобри имунитетот. Тука би сакала исто да го кажеме моментот кај што ме побара по втор пат. Да. Се случи ситуација, имаш ситуација, значи се си беше супер. И одеднаш едноставно му текна дека не сака да спие веќе во спална соба. Колку години беше? Па ако не се лажам, околу 2. Ја спомнам. Точно 2 години. Да. Значи едноставно стана една вечер и рече јас не сакам, тука ќе спиеме во дневна. Викам, добро, ајде за мир во куќа, ќе спиеме еднаш. Утре дента пак истото. Ајде ќе спиеме во дневна. Добро, ајде ќе спиеме. Значи ова веќе станува, продолжува во континуитета, значи еднаш, 2 пати, 3 пати, стана цела недела. И јас веќе сватив дека, пошто работата беше не ќе заспиам во дневна, па ќе го пребацам во спална. Првите 2 пати беше така, заспа во дневна и го пребацивме во спална. Третиот пат веќе не сакаше, значи ја држеше перницата од намештојот вака и вика јас не почнува да плаче кога го префрлам назад во соба. И тука веќе видов дека нешто алармантно, 7 дена помина и викам, јас морам да ја барам Сања, да видиме што е ова и како тоа ќе се реши и како да се реши. Повторно со поставање на јасна граница, насоките кои што ми ги даде ти, функционира веднаш во старт и веднаш се смени проблема. Значи работата не е дека он ќе плаче, воопшто не плачеше Жан. Значи тоа беше интересно, туку само начинот, пристапот, едноставно ние родителите не знаеме се, не можам сега јас се да знам. И не можеш, и плюс веќе си нервозна и уморна и не можеш во тој момент да се објаснуваш со него, едноставно ти доаѓа спи кај сакаш. Значи само спи. Тоа беше. И памтам дека му реков на супругот, те молам, нека спие во веце ако сака, значи само нека спие. Не можам, имам утре обврски. И кога со една консултација, со правилна насока, на некој начин со точен инпут, како да му придеш на детето во тие, бидејќи јас навистина не знам, не сум експерт, јас сум родител како секој родител, ниту имам образование, ниту знам што да правам, ние можеме да прочитаме книга, 1, 2, 3, 4, 5, се тоа супер, но искуството и она што се учи, што го знаат професионалците, едноставно го немаме и секогаш треба да побараме помош и затоа кој да ми се пожали, веднаш велам обрати се кај стручно лице, пред се зашто не секое дете исто. Советот што функционирал кај Жан, може би нема да функционира кај некое друго дете, бидејќи на пример Жан е потемпераментен, но разбирлив, има свој нарав, значи јас знам како возраста е важна, да. И со точни насоки ние без проблем, без плачење. Значи јас тоа
одвикнувањето од начинот на спиење не значи дека детето треба да плаче и да се остава. Не. Тука немавме ние плачење, немавме плачки, имавме само точна насока дека едноставно тоа е тоа и треба да се разберат работите какви што се и дека јас сум мајката, а ти си детето. Во овој момент и ти треба да ме слушаш мене, а не да е обратно како што беше кај нас. И сега дури, после година и 2 месеци, ние имаме моменти кај што он пробува да не на некој начин да се игра со нас. Значи легнува и вика: ајде сега станувајте, време е за станување, а само што сме легнале. Значи ајде одиме во дневна, ќе си седиме во дневна, биејќи тоа е моментот. Но јас не дозволувам, велам нема ништо таму, тука е. Ако сакаш тука, не оди си таму сам. И никогаш не се поминува таа линија. Но кога го чуваат останатите, тој знае да проба и со нив, значи многу се паметни. Ау, страшно, колку се интелигентни. Многу се интелигентни. И да каже: не, тука ќе ги чекам мама и тато, јас тука секогаш ги чекам, они влегуваат прво во дневна и така натака, но важно е сите едноставно да помагаат и да го држат тоа што детето го има научено. Мислам, Но така е полесно и за сите што го чуваат е полесно. Да. Ама понекогаш и не е страшно. Многу родители се плашат дека ќе го оставам кај баба и кај дедо, ќе го успијат во раце. Нека го успијат во раце. Да, апсолутно. Затоа што детето, начинот на заспивање го поврзува со личноста. Еден куп примери има на деца кои што одат во градинка спијат сами, никој не ги нишка, никој не стои над нив да ги гали, да ги мази, спијат сами. Дома истите тие деца заспиваат во раце, имаат проблеми со спиењето и тоа им го објаснувам. Децата се многу пофлексибилни, многу се попаметни од тоа што ние мислиме и они многу полесно може да ги научат навиките на заспивање, али заспивањето си го поврзуваат со личноста нива. Така што ако баба го успи во раце или си се гушкаат на кревет и тоа им одговара, сосема во ред, оставете ги, нека уживаат во тоа, ама дома си има правила со мама и со тато и детето тоа ќе си го знае, ќе си ги навикне тие правила. Да се навратам на ова што за вториот пат кога ме исконтактира, тука сакав само да го образложам зошто тоа се случи. Жан тогаш беше 2 години, како што и кажа, на 2 години настанува една многу голема регресија во спиењето, во кое што дечињата почнуваат односно стануваат свесни за нивните можности одредени. Почнуваат да сваќаат дека додека јас спиам, мама и тато прават нешто, дека додека јас спиам, нешто друго се случува. Почнуваат да сваќаат дека можат да поместат одредени граници и се обидуваат тоа да го направат. Тоа си нормална човечка особина која што сите тоа го правиме. Да. Така што кај нив тука почнува тој процес и они си пробуваат и се обидуваат. И кога пример, Жан се обидел, ајде да спиеме во дневна, гледал дека тоа му е дозволено. Аха, ај сега сакам следниот пат да видам дали ќе ми дозволат цела вечер да ја преспиам во дене. Па чекај, едноставно он си пробува да си ги помести границите кои што до тогаш биле наместени за него. И тука е важно родителот да дигне кочница и само да каже: почекај малце, нешто е дозволено, може да му дадеме избор кој пижамчиња ќе ги облече, со која играчка ќе спие, ама нема да му дадам избор дали да измие запчиња пред спиење не и дали да спие или не. Едноставно некои избори, некои се правила кои што не отстапуваме од тоа и кога детето ќе го свати тоа, многу е полесно, многу полесно функционира. Едноставно редот е многу полесен од нередот за функционирање. Да, навистина е така и мислам дека тука треба да се стават некои црвени линии. Го спомна миењето на запчиње. Значи и тука пробува да се игра со нас, но едноставно тоа е рутината. Значи идеш, правиш тоа, легнуваш во кревет и тоа е тоа, еднаш, два пати, трети пат. Може малку да плачеш, ама нема тука, нема некој избор. Ќе плачат и секи им текне од тој момент само да не спиат. Ми се јаде, ми се прави ова, едноставно многу е битно родителот да остане цврст и она што е исто многу битно е двајцата родители, и мајката и таткото да имаат еден заеднички фронт, на еден начин да не биде едниот многу попуслив со детево, другиот не, едноставно правилата да ги спроведуваат и двајцата, и мајката и таткото, бидејќи ако детето осети попустливост кај едниот родител, тоа ќе го искористи и такако. Да.
И тоа знае да се случува, но кога станува збор за некои вакви работи, гледаме со сопругот да сме навистина на исто, дури и родителите негови и моите гледаат например некои норми кои што се важни, да ги почитуваат и нив, зашто реално да бидам искрена, Жан многу често е кај баба и кај дедо. Ние имавме ситуација кога сме го оставали по повеќе денови, 5-10, значи едноставно он не бара. Значи, тука се јавува нашиот проблем, како може да не бара, значи нели му фалиме. Ние сме у секунда онака кај е детето, се вртиш нема никој, а он не ни прашува кај се мама и тата, не дека му попуштаат. Значи не му попуштаат, него едноставно си има некоја врска помеѓу бабите и дедовците и децата и тоа е многу важно. Да. Скрос различно од врската со мама и сада, па дури и да ги размазат малце не е ништо страшно, после пак ќе си ги вратиме. Ќе си се врати, да. По нормала, така е. И моите често одат, не би рекла дека не им фалиме, им му фалите и на Жан сигурно, меѓутоа не го осеќа така отсуството затоа што е навикнат да расте со тие луѓе и се чувствува на сигурно, а детето кога се чувствува на сигурно, тоа што е најважно. Најважно, да. Оно што сакам да го спомнам и да го отвориме како простор е како муабет, сонот на мајката во тој постпартум период, да, бидејќи на пример за мене тоа беше навистина хаос. И никогаш не сум знаела дека додека не те контактирав тебе дека мајката може и да спие. Значи ти уствари можеш и да спиеш и можеш и да работиш. Затоа кога реков на почетокот дека мојот Жан е моторот, во суштина да работам многу повеќе. Јас не бев волку активна воопшто, значи само имав представа, си работев тоа, бев фокусирана, а сега некако откако дојде детето работам се не заради тоа зашто еве дете па да имаш да создаваш, туку баш напротив, затоа зашто спијам. Јас стварно спијам, сум наспана, имам енергија, имам време, простор да мислам, да правам и многу ми е криво што тие први месеци некако првите 2-3 месеци додека се навикнувавме бев толку нервозна и анксиозна и едноставно леле кога ќе ми текна на тој период онака, стварно сакам никоја мајка да не го доживее, да не го почувствува. Види, за жал, првите неколку месеци, мислам и јас би рекла дека првите 4 месеци според мене се најтешкиот период од целото мајчинство, пред се мајката не спие и за време на бременоста. Тоа. Особено последните месеци. Значи хормоните веќе се на ниво на кое што, односно има промена во хормоните кои што не и дозволуваат на мајката да потоне така во длабок сон, едноставно нарушен сон, чести станувања и така натаму. Како што ќе се роди детето, почнуваат скроз други хормони. Кај мајката состојба која што е тотално непозната за мајката, плюс одеднаш, особено кога е прво дете, одеднаш на нас ни се менува животот целосно. Значи едноставно не знаеш што степените се менува. И на таткото му се менува, ама таткото повторно оди на работа, може да излезе друга е промената кај таткото, кај мајката се случува, едноставно се. Плюс имаш дете кое што не знаеш што е добро за него, што е лошо, и го имаме ние мајчиниот инстинкт, тоа е многу интересно што одеднаш некако знаеш што треба да правиш. Тоа е интересно, ама сепак самите хормони си го прават своето. Плюс овде на првите месеци голема е веројатноста дека ќе се појави таа постпородилна депресија која што може да преиде во поголема депресија или baby blues. Baby blues повеќето мајки го чувствуваме. Тоа едноставно повише ни се плаче, нерасположени, промена на расположение. Јас плачам за се. Значи леле како ме погледна. Плачам. За се. Значи за се плачам. Се ти доаѓа и тука ги жалам реално и татковците. И сите околу нас што не трпат во тој период, ама е фаза во која што мајката сама себе не може да се препознае, а не па другите. И кога мајката не спие, значи истражувањата покажуваат дека детето кое што има испрекинат сон и мајката која што не спие, многу се поголеми шансите за зголемување на постпородилна депресија и зголемување на анксиозност. Затоа е многу важно уште од сам старт да видиме што можеме да направиме. Сега, кај бебето не е развиен целосно сонот, не можеме да очекуваме дека бебето ќе спие цела вечер, што е нормално, ама колку толку да се среди сонот, а и тука е многу битен и таткото и помошта од другите членови на фамилијата да можат да ја помогнат да одмори во
периоди кога е тоа возможно и пак ќе кажам тие 4 месеци да поминат после се е многу имаше полесно. нели една регресија тука Да, кај на четвртиот месец. четвртиот главна месец, регресија. главна регресија, што да. многу интересно. Прво родителите кога ќе се роди детето, првите 2-3 месеци се во хаос. На третиот месец почнува конечно малку да се Нешто. средува спиењето, детево почнува да се смешка нешто интересно и одеднаш доаѓа четврти месец и се чувствуваш дека е полошо од првите 2 месеци. Да. Ама само фаза е, не се грижате родители, сето тоа Мене ќе многу помине. ми помогна во тие пред да те исконтактирам во тие месеци профилот на доктор Гуднајт, бидејќи некако се имаше напишано, имаше објаснето за регресија. Јас навистина стварно не се разбирам во тие работи. Нели знаев што значи регресија, нити знаев дека има прозори на спиење, дека будност, скокови во развој. скокови во развој, каков скок во развој, што ќе му се случува на детето, значи едноставно. Ама пак ќе кажам, многу е важна едукацијата да доаѓа од стручно лице. Бидејќи ако напишеме на Google, пошто и тоа ми се има случајно, барајќи одговор, ќе пишам, значи ќе излезе се нешто таму, тоа уште поголема паника, уште поголема анксиозност, создава особено за четвртиот скок. Едноставно, многу е важно некако информираноста да дојде од право место. И јас навистина сум пример дека стварно може без проблем да се помине цел тој период. Нормално ако си гајдет, ако те води некој, треба да веруваш. И ако си константен и ти како родител и сакаш да го направиш тоа. Да веруваш во тој со кој што го правиш тоа, со кој што работиш, пошто видете на нас може нешто да ни се допаѓа, може да не ни се допаѓа, значи, но не знаеме што е правилно. Така не знаеме што е правилно. Еве кај мене стварно јас не сум препуштила минатото лето, пошто Жан беше помал, заспиваше во 7 сат. Немаше тука, ајде ќе идеме во парк, па уште е лето, уште. Да. Знам и јас сакам да седам надвор, ама едноставно тоа е жртвата. Да, исто и јас и тоа го кажувам, кога ќе станеме родител, треба да бидеме свесни дека првите неколку години се знае што е фокусот и се знае што е приоритетот во родителството. На денешно време се појавија многу и неточни информации и профили кои што зборуваат за спиењето, даваат совети за спиењето. Многу е важно како родител да знаеш кој стои позади тој профил. Бидејќи на Google да изгуглам, па и со ChatGPT сега можам нели да прашам, да добијам информација. Многу е важно дали таа информација е соодветна за твоето дете и за твојата фамилиарна динамика, за тебе како фамилија. Дали тоа одговара или не одговара. Така што исклучително најважно од се, од каде ќе ја добиеме информацијата, да не веруваме на се што ќе прочитаме, едноставно секогаш да бараме помош од стручно лице, не само за спиењето, туку и за било која област во животот. И така, не мора мене да ме контактира доктор Гуднајт. Има други тренери за спиење во светот кои што се стручни. Многу е битно да бидеш стручен и да го имаш искуството, зашто верувам дека и кај тебе и ти кога си студирала и за актерка и се, едно е што ќе научиш на факултет, меѓутоа искуството го градиш со глумењето. Истото и тука, искуството го градам со илјадници клиенти кои ми поминале овие 10 години. Тоа е нешто по кое што се водам, значи бидејќи јас знам како го работам тоа што го работам, сакам проблемот мој да го решува човек кој што е сертифициран за тоа, кој што знае како тоа се решава. Едноставно не може јас да знам се. Не може јас да седнам да отворам Google и да го научам тоа. Не постои таков начин. Затоа и на почетокот реков дека моето искуство се базира на моето дете. Бидејќи Жане едно дете. И не можам јас тој совет да го дадам на пријателка, познаничка, сестра. Зашто нивното дете можеби е поинако, они можеби имаат поинаква динамика во семејството. Затоа секогаш им велам пратете некој кој што ќе ви даде совет директно, а не да читаме по интернет, не да истражуваме, бидејќи баш и кога сум правела некаков ресерч, да се уплашиш кога ќе прочиташ какви се работи пишува и викаш не, ова сигурно е многу страшно, јас ова нема да го правам, а воопшто не е. Че јас можам да кажам и да потврдам дека
Жан не поминувал никаков тортура. Дури не ни плачеше. Стварно, тој процес на одвикнување дека јас ќе си излезам од собата сега и дека јас нема да бидам тука од собата, кај нас исто не помина со драми и со плачки, значи помина многу како што треба. By the book, како што треба, едноставно бидејќи беше водено, многу постепено и стварно не сум имала никаков проблем, нити сум го оставала детето да плаче по пола саат у соба, нити сум имала не, тоа било мајчинско. И тоа се поради доктор Гуднајт и поради начинот на кој што бе водена. Беше како што треба, полека, чекор по чекор, тука си, чувствуваш, значи јас сум тука, до него сум и може проблемот да се реши како што треба. Така е, дефинитивно и тоа што треба да го правиме како родители, да ги водиме нашите деца, да им помагаме да се осамостојуваат, да им покажуваме како. Така што они секоја нова промена ќе ја прифатат, комуницираат со плачење со нас, ќе ја прифатат со плачење, но тоа не значи дека е погрешно, едноставно има и позитивно плачење. И не треба како родители толку да се плашиме од плачењето на детето. Па сега посебно кога е тодлер, па плаче за се нешто, значи тантруми, значи сега ќе ми биде онака ќе се изненадам да не плаче, а сега кога плаче за се нешто. Јас го надминав тој период, ама ете сега ќе се потсетам пак на тодлерските моменти и на сето тоа што следи. Фала ти многу што ни беше гостинка и стварно многу си поминав јас. Исто и мене прекрасно ми си кога си правиме. Тотално не ни чувствувам дека не снимаат камери. Да. Така што фала ти многу. Ако сакаш нешто кажи си за крај, па таман јас после да си се одјавам. Јас би сакала да кажам дека секој родител, мајка, татко или било кој што чувствува потреба дека се наоѓа во безизгледна ситуација кога станува збор за спиењето, не е само што се нема обратено на правото место, има решение за се, како што не се раѓаме со manual со скрипт за тоа какви родители да бидеме, не се раѓаме со тоа што ќе правиме во животот, така и за спиењето се учи и дечињата треба да научат како да спијат и убаво е да се праша професионалец. Не треба да го жртвуваме нашиот сон за децата да спијат кога можеме сите да сме наспани и среќни и тоа ќе се одрази на нашиот живот, на семејството, на почиток кон еден кон друг, на љубовта што партнерите меѓусебно си ја даваат, пошто едноставно кога бебето ќе заспие, ќе си имате време за себе. Е хармонично. Така убаво го кажеш, што не ни треба сега да се одјавувам и да одјавувам емисијата. Фала ти многу уште еднаш. Уште еднаш ете да пратам порака до сите родители кои што се соочувате со непроспани ноќи. Не мора честите будења да бидат дел од вашето секојдневие. Затоа го направивме овој подкаст за уште еднаш да ви покажеме дека непроспаните ноќи има зошто, односно се поради одредена причина. Дали е тоа навика, рутина или медицински проблем, причината мора да ја дознаеме за да го најдеме решението, но решение секогаш има. Не постои тоа такво е детето, не сака да спие, оно сака да заспива касно. Не, ние кажуваме кога ќе заспива. Не може да биде такво детето, на секој дете му треба сон за негов здрав раст и развој, а вие како родители само треба да дознаете и да го најдете правилното решение кое што одговара за вас. Подкастот е овде направен за да ве наполниме со проверени информации, а не со информации кои туку така ќе ги прочитаме на интернет. Слушајте ги сите епизоди, информирајте се, дознајте каде е проблемот и за да можете да го најдете решението. Имајте сладки и проспани ноќи, продолжете да не следете нас и нашите епизоди и да бидете едуцирани родители.